Сме во другиот дел од студиото, ако на некого математиката му представувала стрес и траума во животот, тоа сум јас. Но затоа има деца, има надарени, талентирани ученици кои што ја сакаат математиката, а и дефинитивно Македонија од секогаш важала за земја која што била и расадник на талентирани ученици и деца по математика. За ова повеќе ќе помоабетиме со нашиот прв гостин денеска на оваа тема, математичар и универзитетски професор, доктор Ристо Малчевски. Добро утро и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро и благодарам на поканата. Само да истакнам дека сте добитник на традиционалната награда 13 ноември што ја доделува град Скопје од областа на образованието и воспитанието за создавање онлайн платформа matematičkitalent.mk за време на пандемијата и во време кога Македонија се соочува со недостиг на учебници за основно и средно образование. Како дојде идејата да се искреира оваа веб страна и задоволни ли сте од интересот на не само децата, туку и на родителите да ги користат вежбите поставени таму и да ја усовршуваат математиката? Една од причините за составување на оваа страна, значи за целата активност, беше да после долги години работење со надарените ученици, дали како представител на Сојузот на математичарите на Македонија во 2 мандати, дали како член на комисиите, учесник и организатор на меѓународните надпревари кои што во Македонија се одржувале за надарените ученици, беше тоа што секогаш фалеа материјали за тие ученици. Би сакал да кажам дека тоа не е денес. И јас кога бев на времето како надпреварувач и многу мои другари, пријатели, колеги, им недостасуваа материјали за да можат квалитетно да се подготват за надпреварите. Неспорни се активностите на организаторите на надпреварите, списанијата. Меѓутоа, од добри материјали не е никогаш доволно. Не е никогаш доволно. Тоа беше главната причина. Полека, но сигурно, со надградување на платформата, истата во еден дел се претвори и за редовната настава, каде што има доста материјали, четива кои што може да се користат во редовната настава за основно средно образование, универзитетски. И за високо образование. Така. И за високо. Еден сегмент, еден детал ми привлече на вашата платформа внимание и така и насловив темата. Таму велите работата со талентирани ученици има долга традиција во Македонија. Значи вака. Во рамките на поранешната држава, ние важевме за една од републиките која што најрано се приклучи на сојузните надпревари и меѓу првите ги организираше надпреварите по математика за средното образование. Не ме држете за збор сега кои надпревари се, колку години, и тоа чинам дека некаде 56-7 година за прв пат организира републички надпревар по математика за учениците од средното образование. Ако земете тоа предвид, тоа е повеќе од половина век. Значи, таа традиција подоцна, некаде 74-5 година, се префрли на основното образование, па паралелно со тоа се создаде списание Нумерус, кое што делува долги години, веќе 50 на години во рамките на Сојузот на математичарите на Македонија, списанието Сигма, на кој што јас и долги години бев и одговорен или главен и одговорен уредник, така да таа традиција е прилично испреплетена и на таа долгогодишна работа, практично и на моите лични активности или колегите со кои што соработувам, се недоврзува создавањето на сајтот. Основната идеја е помагање во развојот на надарените ученици, меѓутоа не само на нив, туку и на колегите, за редовната настава, на наставниците, практично на родителите. Ме прашате дали сум задоволен. Знаете што е? Кога човек ќе вложи во нешто и кога тоа ќе го направи со добра намера и најмал интерес, му представува задоволство. Меѓутоа, за мала Македонија, ние сме сепак држава која што има многу малку население, мала популација, посетите од неколку стотини во период кога се одржуваат надпревари дневно и симнување на неколку стотини материјали, а континуирано секојдневно 50 деца или можеби и помал број деца да симнат материјали, тоа го покажува аналитиката на сајтот, да симнат материјали, која што не е јавно достапна, тоа е Google аналитиката, скриена, е сосема доволно. Уште поголемо задоволство ми е тоа што во дадената ситуација, земјите од околното обкружување, па и многу подалечни земји
последниве неколку месеци доста го користат сајтот. Може би за тоа придонесува самата структура на сајтот, каде што не се наредени само хаотично материјалите или по некои историски редослед ставени содржини, него класификацијата е направена да одделени се содржините за основно образование, каде што е поделено на почетно од прво до петто, деветолетка, или прво до четврто, осмолетка, потоа имаме од 6 до 9, па за средно образование и универзитетските содржини. Покрај тоа, за да популарноста малку се зголеми, има дел содржини четива и од историја на математика, која што секојаш е интересна. Зошто? Па, биографиите на големите луѓе од секојаш биле фасцинантни за нешто. Имате работено и во времето на еден друг систем, кажавте поранешна држава, екс-Југославија. Кога зборуваме за образовниот, сте го разбирале тогаш. Гледате сега како новите држави, младите држави функционираат. Како денеска, прашањето ми е, математиката го имали заслуженото место, не само во Македонија, сигурност и во комуникација со ваши колеги од регионот со кои што и порано сте соработувале. За при крајот разговорот би сакал да ми одговорите на прашањето, го имали заслуженото место денес математиката во образовниот систем? Би рекол, во развиените земји да. Во земјите во транзиција, освен во неколку, не. Зошто? Особено малите држави се под сериозно влијание на определени центри на моќ и кога вие континуирано да гризувате, а тоа кај нас се случува 30 на години, на еден друг или трет начин, и кога имате реформи без анализа темелна, него реформа заради реформи и политички мотивирани, вие нагризувате еден гломазен систем во кој што е математиката, кој што е инертен. Меѓутоа, кога тој систем ќе почне да паѓа, да речеме, ако стракалате ви еден 20 тонски камен, стракалецен од водно, од сигурно ќе стасе до Вардар. Зошто викам во развиените држави? Например, во елитните универзитети, правните факултети, што е можеби за некого чудно, и факултетите за политички науки, па и низа од општествените факултети, не можат да се замислат без еден или два задолжителни, би рекол, под наводници, бидејќи ако го прегнете програмата, тој мора да земе математички предмети. Се нудат за два, еден општествен и 3-4 математички. Па вие сега бирајте. Кај нас тоа не е случај. Добро, велат, математиката не е потребна за сите, но основите, верувам, ќе се согласите, за математика не се потребни на сите. Така? Знаете, Ване, има неколку причини зашто се случи математика. Едно е за создавање професионални математичари, така. Друго е за високо ниво на знаења за струките каде што без математиката практично не може да се работи, тоа се техничко-технолошките и другите природно-математички науки. Тука би рекол веќе се и општествените науки. Зошто? 90% од истражувањата во општествените науки се должат на статистика. Так. Ние живееме во погрешно убедување дека статистиката е општествена наука. Би рекол, статистиката, која што е предложение на теоријата на веројатност, е една од трите круни на математиката. Тоа е можеби најтешката математичка дисциплина во суштина. Што е работата? Тоа е второто ниво. Меѓутоа, третиот проблем зошто се учи математика, тоа е заради развојот на квалитетите на мислењата. Немаме многу време, не би навлегувал, меѓутоа, длабочината, широчината, квалитетот на мислењата, како што е критичноста и сите останати работи, најдобро се развива преку усвојување на математичките содржини. Така. Не случајно сега разговорот ќе го завршиме, бидејќи давате доста поддршка на талентираните ученици, сигурно имате слушнато за Македон Димитровски, нашиот математички генијалец од Тетово, чинам дека има сега 8 години веќе. Го освои последното злато сега на крајот февруари, беше на математика без граници, така да Македон, доколку ни е подготвен на Skype, би сакал да го вклучиме и се разбира во следниве неколку минути малку да промоабетиме со него. Уште на 3 години нашиот математички генијалец пресметувал трицифрени броеви, синуси, квадратни корени без никакво помагало, а чита и пишува од своји 2 години на латиница и на кирилица, течно говори англиски јазик. Добро утро, доколку го имаме Македон на Skype, дали се слушаме и гледаме? Само се гледаме. Како си утрово, Македон? Ја утрово и сум многу посветен што можам ја го разговарам често.
Сега освои Бидејќи што е доста важен ден за мене, бидејќи што науката што највеќе ја сакам, многу повеќе луѓе на овој ден ќе се посветат на тоа што сакам да може повеќе луѓе да го научат, да сватат дека е добро и дека е интересно. Македон, сега убаво го почнавме разговорот, убава порака даде до сите, но јас и да ти честитам за последната награда. Сега беше на надпревар и освои повторно злато на математика без граници, така? Да. Каков надпревар беше тоа? Каде се одржуваше? Може да ни кажеш во неколку реченици? Овој надпревар се одржуваше по многу различен број на држави, не само од една. Ова беше како меѓународен надпревар, каде што можеше да се учествува од многу различни држави околу светот. Така. Ги знаеш и само да кажам, во еден час ги имаш научено кинеските броеви до милион. Ти беше тешко? Па не е толку тешко. Вистина, ја се научам така да ги научам брзо. Македон, верувам дека од своите родители, од најблиските имаш целосна поддршка, така? Ти помагаат? Да, како да не, да. Живееш во Тетово? Не, веќе не. Не во Скопје? Сега живеам во Тафталиџа. Во Тафталиџа во Скопје. И јас сум тетовчанец, и јас сум во Скопје тука. Морав да те прашам, не знаев дали си се уште во Тетово или си тука. Ке те поздравам, ке го поздравам твоето семејство. Благодарам што утрово ни се вклучи на кратко на тој начин да го одбележиме Светскиот ден на математиката, да ти честитаме за последниот успех. Македонската радиотелевизија те поддржува, ги следи твоите успеси и те очекуваме наскоро во студио. Договорено? Да, голем поздрав. Голем поздрав до тебе, до твоите родители, беше тоа нашиот математички генијалец Македон Димитровски. Така сакам да ја завршиме оваа тема. Не случајно и го вклучиме овој наш мал херој на Скайп, господине Малчовски. Убаво ќе го завршиме разговорот денеска. Видете, детето е стварно добро. Значи, математика без граници е еден од низите надпревари кои што се познати на математичката јавност. Меѓутоа, значи, има надпревари во градацијата. Круната на успесите се медалите кои што се освојуваат на Светската олимпијада. Се разбира, Македон е мал за тоа. На јуниорската Балканска олимпијада за учениците од основно образование исто така и за тоа е се уште мал. Таму треба многу сериозни знаења за постигнување на успех. Фактички токму и тоа беше поддршката на сајтот за вакви деца како Македон. Има и многу други, сега јас не би премногу опременувал со целокупниот тој список на добри деца. Но важно е дека ги имаме. Но важно е дека ги има. Уште поважно ми е, ако ми дозволите, да искористам приликата што ме поканивте во вашата емисија, да за еден отворен повик на сите оние кои што сакаат да ја унапредат наставата по математика и работата со надарените ученици во нашата држава, а и пошироко, да учествуваат со одветни материјали кои што после рецензирање би биле објавени на сајтот и би биле комплетно достапни за сите деца во нашата држава. Извинете, немаме во моментов вода. Добро, јас тука ќе го прекинам разговорот. Ви благодарам за вашето гостување денес во Македонија наутро и се гледаме повторно. Благодарам и на вас. Ви благодарам.